уман човек, нели? Еколошко размислување, се мисли добро за мене, добро за тебе, добро за целиот систем. Сигурност. На сите ни е потребна некаква сигурност. Постојано мене да ме критикува. Јас не се чувствувам веќе безбедно со мојот родител, затоа што ќе пазам што ќе правам. Јас сум сам, тие се екипа. Ако сум соединет со себе, своето тело, со своето постоење, своето битие, индивидуата, јас најмалце сум сам. И тоа што значи? Ја предавам одговорноста на некој друг. Одлично кажано, да. Затоа што така е најлесно. Се превземи како тоа да не се пренесе на нашата идна генерација, на мојата ќерка. Да. Потреба од конекција, потреба од релација, потреба од конекција со други луѓе. Бидам со некој само за да не сум сам. Тоа пострашно, тоа нема. Прво, јас никогаш не држам тренинзи за комуникација. Држам тренинзи за комуникација со сам себе. Браво. Интересно. Тие основни човечки потреби, нели? Од таму почнува се. Каква сум јас, зависи од тоа како бил односот на моите родители, како партнери. Зошто јас се уште се борам? Затоа што сум лојално дете на моите родители. Така, тоа сум го научил. И тоа е преубавото, нели? Додека кај татко ми ние често пати сме слушале, нели, татко ми, нели, ние со мајка ми сме били исто многу блиски, татко ми ќе каже: "Леле, блазе си ви, вие си имате мајка." Животот е мистерија или животот е игра? Животот е борба или животот е задоволство? Дали го доживуваме животот како товар, нешто што носиме, свесно или несвесно, кој товар ја обликува нашата иднина? Несвесно. Еден наш голем писател од прошлиот век има една реченица, така, не баш мотивирачка, вика: животот е како сон. Кога ќе се разбуди човекот, веќе животот завршил. Мотивот ми е да не помине нашиот живот во сон. Сега, во тоа себеспознање на патот на животот, дали има и примеси нашето семено стебло, нашите семени констелации, дали носиме некакви системски вредности од нашите предци и ние играме одредени улоги. Тоа е една интересна тема, заради која имаме една супер интересна гостника, која е мастер за семени констелации, системски коучинг, акредитиран НЛП Центар Македонија 16 години. Марина Анчевска. Ќе посакам едно од срце топло добре дојде. Благодарам поканата што ја прифати да бидеш наша гостника во нашиот сител подкаст тема личен развој која генерално ја обработуваме. Да. Чест ми е секако и благодарам на поканата. Еве, ние втор пат се гледаме, ама одма си ги препознаваме темите и вака која најавуваше. Слушам, нели, животот е борба, животот е сон, се тоа убедување, нели? За кое ќе се фатиме? Да, која одлука ќе донесеме, кој урање го прифатиме. Да, тоа пак зависи од нашите, од семејството, од каде што доаѓаме. Така да убаво го почне, убаво го представи и мислам дека тоа е една од најважните теми. Според мене поважна тема од системот, од каде доаѓаме, што носиме од тој систем, што ни користи, што не ни користи. Свесно за тоа е, мислам, и на колективно ниво многу значено. Да, кога пиевме кафе за ова наша дружба овде официјално на овој наш подкаст, прво што приметив, твојата ташна беше на земја и кај мене помина еден флеш, не е ово ташната да биде на земја. Тоа значи може ќе немам пари. И тоа го споделив со тебе, ти го примети моето лице и одма ме праша и убаво кажа, тоа е уверување. И тука ти каже една така волшебна реченица, ние сме само лојални деца на нашите предци. Така е. Ајде тоа да го пообјасниме нашите гледачи. Ето примерот со ташната. Има уште многу други примери. Про мајата, нели? За малца се нашалиме. Црната мачка, Петотина, да, тоа се го... така е. Да, црната мачка, непоминување под бандера кај што е на Л буква. Тоа се се уверувања кои што ние сме ги наследили. И влијат во нашето однесување. Како? И влијат во нашето однесување. Влијат во се. Ти само кој ќе се приближиш код бандера, твоето несвесно гледа. Изобиколувам, ако е така. Да, дали е Л, дали е А, нели? Ако е А е наадно, ако е Л е, нели, на лошо. Тоа се све уверувања кои што ние сме си ги наследиле на некој начин, меѓутоа не се запрашуваме дали ова е вистина така или не е вистина.
И исто и со парите со ташната на земја во Холандија, мене тоа ми беше, 17 години живеев таму на почеток, некаде ќе одиме, луѓе во све на земја ги оставаат таштите. Ја викам, што е ова? Ќе море ја да го навикнам овој начин, нели? После го нормално ми стане и мене секојдневие и сега не ни размислувам кај да ја ставам таштната. Кај има место таму. Да, ја кога доаѓав првите емисии овде да ги снимам, водев сметка како ми биде ташната бара да не биде и така ќе потрошев некоја минута повеќе, да видам кај да сместам. Да. Меѓутоа сега тоа уверување слушајќи тебе дента исчезна. Да. Колкото тие уверувања можат да направат, ние како што кажал тој наш голем писател, да не го именувам од прошлиот век, македонски, да живееме несвесен живот, во сон. Да не оствариме нашата мисија за што сме родени, да не го откриеме нашиот талент и да се осетиме на крајот или во текот на нашето живење, да се осетиме среќни, реализирани со тоа што го работиме. Да. А при тоа да не осеќаме некој товар дека носиме од некаде кој влие во нашите одлуки. Животот, како рековте вие, рече ти во едно твое видео, животот е процес, Да. но опцијата е раст. Значи може, а и не може да се искористи. Да, животот е процес, развојот е опција. Развојот е опција, да. Дали сакаш, не сакаш, животот е секако процес, така? И се што Да. Да. Продолжи. Се што правеле нашите родители, ние исто тоа го продолжуваме на некој начин, или меѓутоа зошто го правиме тоа? Затоа што таму припаѓаме. Тоа е чувството на припадност доаѓа од нашето семејство, нели? Тоа што го правиле нашите родители, ние само го продолжуваме во некоја некоја друга форма. Меѓутоа Значи важно, тоа не сме извини ние автентични во нашето живење. па не баш. Ние сме пресликани како некоја верзија од нашите родители. Да, ти исто кажа, нели, свесност, колку свесно живееме, дали ја живееме нашата мисија. Сега тоа во последно време, така, кога се повеќе се занимавам со системскиот пристап, нели? Да. Мисија и визија, тоа е малце дискутабилно станува. Мисија и визија, да, ајде пообјасни ни го тоа. Што е смислата на живењето, така? да. Дали морам јас некаква да имам нешто, да правам, да имам не знам колку куќи, да имам милиони, не знам што? Смислата е ти да бидеш човек. Хуман човек. Нели? Да бидеш човек кој што прави добри работи, човек кој што е, тоа од НЛП-то, нели, викаме еколошко размислување, се мисли добро за мене, добро за тебе, добро за целиот систем. И сега тоа е, да, ние некогаш, нели, по тоа што трчаме по материјалните добра, трчаме по животот, наш животот всушност ни поминува, без да го живееме. Животот не води, Да. и не обликува, не го Да. водиме ние, не го обликуваме ние, значи. Да. И тоа се од некаде почува тоа има неколку основни човечки потреби, значи што е, нели, Да? за сите луѓе. Сигурност. Аха. Да, на сите ни е потребна некаква сигурност. Така, тоа уште од мали кога ќе се родиме, сигурноста е допирот на родителот, на родителите, гласот, уште пренатално, уште кога си во стомак детето веќе се развива. Че таа е некаква сигурност. Сигурноста можеме да ја црпиме од семејството. Сега, замисли некој да почине, така? Добро. Се разнишува сигурноста. Нешто се случува, некаква загуба, нешто, нели, на имот, на куќа, на работа, на родителот, тоа ше сигурноста знак прашлник. И тоа, ние несвесно имаме механизам кој што се справува со тоа, ако сигурноста веќе ја немаме. Сега, сигурност е исто многу интересно. Има неколку, така да вака заеднички ќе ги дискутираме. Да. Сигурноста почнува и со тоа прашањето дали си ти безбеден. Нели, Безбеден. Дали е безбедно? Сега тука, нели, дали е безбедно? Вака, сега ако гледаме наоколу, мене ми изгледа ова цврста градба. Сигурна. Сигурно, безбедно. Меѓутоа, може ние да сме тука, а ние да не се чувствуваме Тоа сигурно. е феномен. Да, па тоа е, од таму доаѓа. Значи безбедноста повеќе доаѓа од нашиот внатрешен свет. Од Да. тој мистериозен свет кој треба да го запознаеме. Да. Исто и, например, јас можеби нема да се чувствувам безбедно со тебе. Точно.
А тоа се доаѓа од семејството. Како ние сме го имале тоа чувство на безбедност. Затоа што јас може, например, мојот родител постојано мене да ме критикувал. И јас не се чувствувам веќе безбедно со мојот родител, затоа што ќе пазам што ќе правам, пазам што ќе кажам, затоа што можеби ќе бидам критикувана, па еве, нели, знаеме, има и физичко, емоционално насилство, се има. И тоа веќе чувството на безбедност е завршено тук. Тоа, да, ќе го бараш во многу други работи. Например, луѓе црпат сигурност од работа. Ја нема во семејството, ама затоа е насочен во работата и сигурноста му доаѓа од работа. Некој од партнерот му е сигурност, некој му е домот. Има луѓе што никогаш не би се преселиле во друга земја, во друга куќа, затоа што таму се чувствуваат безбедно. Значи, тоа е едно основно. И сега тоа е интересно, нели, да се запрашаме каде јас се чувствувам безбедно. Да. Од каде ја црпам таа безбедност. А најзначено е, затоа постојат сите овие тренинзи, начини, нели, на личен развој, за да ја најдеш безбедноста каде? Во себе. Да не кажам, оси вие ти да кажеш, точно, Да. во себе. Каде и да одиш, себе си Да, се луѓето носиш. ќе кажат, јас сум сам, тие се екипа. Не, ако сум соединет со себе, своето тело, со своето постоење, своето бити, индивидуата, јас најмалце сум сам. Да. Никој не е А сам. ако се осеќам сам, секогаш ќе барам некој да биде до мене. И пак ќе се осеќам сам или што рековте вие, ќе се чувствувам небезбеден, и ќе ја барам на различни начини таа безбедност. Да. Како се да доиме до тоа да безбедноста излегува од нас? Системскиот коучинг. Се си има начини, нели? Тоа е процес. Ето и тоа. Да, магично стапче нема, тоа ми е познато. Нема апче и сега готово Да. или ќе дојдам јас кај тебе, кажи ми што да правам, кој ќе каже. Полека прво. Да, луѓето сакаат инстант решение. Да. Прво ти Веднаш и кажи ми сега. што правиш. Да, така е. Зашто си тука, нели? Отколку обратно. Ама тоа е малку, можам да кажам, балкански, нели? Се очекува од надвор. Да. Да. И тоа што значи? Ја предавам одговорноста на некој друг. Одлично кажам, Да. да. Затоа што така е најлесно, така е супер, се другите или нешто И полека ние ја губиме одговорноста за нашиот живот. Некој друг ја раководи, ја превзема одговорноста за нашиот живот. А после добро, нас ќе ни биде па полесно ако не ни иде како треба, имаме кого да нападнеме, да обвиниме. Ама што значи тоа? На кого го дава животот? Многу сериозно е тоа. Да, Иако да, го кажав малце да биде по да, тоа е многу сериозно. Тоа е тоа. А така почнува од полека. Тоа е тоа чувство на безбедност. Зашто луѓето тоа доста е расширено како појава, да се по основат на друг, да сакаат подршка од друг, да се осеќаат сами. Колку тука се фамилијата, вие ти убаво објасни, Да. како тоа се превземи, како тоа да не се пренесе на нашата идна генерација, Да. Сега, како тоа на мојата ќерка. Да. Второто сега прво ќе го објаснам, нели Ајде. прво е сигурно, не прво, туку е едно од човечките потреби е сигурност. Ако сигурноста не е задоволена, например, тоаш човекот ќе бара, нели, нешто за да се чувствува сигурност. Можеби ќе оди во екстремни спортови. Нели? Затоа што е навикнат на така нешто, адреналинот, нели, да се Во снаоѓа. таква средина растел. Да бара, да се И снаоѓа. И тоа може да биде екстремно. Втората, таа е другата човечка потреба е, па обратно на сигурност е несигурност. Има луѓе што имаат потреба од несигурност. И тоа Имаат потреба од несигурност. Да. За да се хранат со нешто, со тие заменски. Да, дали да задоволи некаква емоција затоа што прави нови работи постојано. Така можеби некој се чувствува безбедно во тоа, нели? Постојано нешто ново. Меѓутоа и едното и другото имаат позитивна намера, нели? И сигурноста, ако не е екстремно да ја бараш сигурноста во се, исто окей. Значи секој од нас има потреба да се чувствува сигурно и комотно. Меѓутоа ако е тоа екстремно, тоа ше проблем. Така и несигурност. Ако ја постојано нешто правам, нови работи, луѓето ќе речат дај смири се малце, најди си го местото. Од сонцето. Ето така, да, постојано нешто ново и тоа е екстремно. Меѓутоа замисли па да не пробуваш нови работи, да ти е се едно те исто.
Нели? Некои луѓе ќе рече, леле, досадно, морам нешто да правам. Значи, таа е потреба. Ние таа ја имаме во нас. Меѓутоа, во зависност од тоа, нели, од кое семејство, како доаѓаме со семејствата, полека ќе се движиме натаму, ќе го објаснам тоа дел по дел. Меѓутоа, таму доаѓа се. Ако, например, детето не е потикнувано од дома да прави нови работи, постојано било... Да се истражува низ Е, различни... се било за него направено, се било И задоволено. се шаблонизира. Да. Влега во Тоа е програм. програм, да. И са нешто ново, ако Штета. се случи, И тоа ако е веќе штета, да. треба, например, да смени нешто, за него ќе биде тоа знак прашалник. Дали ќе го прави тоа? Пошто е ново, несигурно, не знаеш во кој правец ќе се движи. Така да и тоа е исто екстремното. Другата потреба е конекција. Да. Потреба од конекција, потреба од релации, потреба од конекција со други луѓе. Тоа е, значи, ова се антрополошки истражувања што се правени од Бенсон се вика еден антрополог, тоа е, нели, дел од НЛП-то, и се исто објаснува конекција. Што значи тоа? Дали сум конектирана со себе прво, ако не сум, постојано ќе барам од другите. И дали можам да додам дека ако јас со не себе не сум конектиран, ја ќе ја барам таа конекција во другите. Меѓутоа конекција нема да биде квалитетна и може многу брзо да заврши во дисконекција и Да. во нарушен однос, кој потоа ќе произведе нас нов материјал на стрес, на бес, Да. не ме сакат или не знам како тоа Да. нешто кај нас умот ќе си го заклучи на свој начин. Секако. Сега, какви се тие исто, нели, конекции? Баш така, дали се поврзувам со луѓето затоа што имам потреба да не сум сам, Таа сигурност, таа безбедност. или се поврзувам затоа што знам што сакам, знам кој сум, знам што очекувам, нели, или сакам да се поврзам затоа што ми значиш. Имам конекција со тебе, ми значи твојата енергија, убаво ми е, а не дека да задоволам потреба да не сум сам. И тоа многу често во партнерски односи, нели? Тоа е, мислам, и најизразено можеби. Да. Ќе бидам со некој само за да не сум сам. Па тоа пострашно тоа нема. Ти си поосамен во бракот, отколку ако си сам. Затоа што во бракот си за да не бидеш сам. Таа конекција, потреба од конекција, и тоа е исто многу добро, нели? Или, например, луѓе излегуваат со некого на кафе, не излегува тебе да те види, излегува зашто него му се пие кафе и не сака пие сам. Точно, меѓутоа, другата страна, ако работи на себе, кога ќе добие таа понуда за кафе, ќе влезе во себе, ќе го праша своето тело, срце, стомак. Ако срцето и стомакот дадат непријатни сензации, извини Марина, денеска не сум за пиење кафе, благодарам на поканата, Да. го ценам тоа. Ето. Меѓутоа, што е тоа што е најчесто пракса. Нема проблем, ќе пиеме. И после ќе дојдам, абе знаеш, не ми се пише Изгуби кафе со време. со стојче, ама Да, а времето е најважниот ресурс. Секој помина ден во реализација на нашите цели. да. Тоа е надворешната магија, маја, нешто што е нереално. Да. Позадината на тоа, суровата вистина е секој помина ден. Ние имаме еден ден помалку од нашето гостување на оваа планета. И времето е навистина важно. Да, секој има временска линија. Така е. И Така не е. знаеме Браво. се до кај сме, нели, на Така е. временска линија. А не знаеме кога ќе заврши. Не знаеме. Да. Така да, тоа е таа конекција. Друга потреба на човекот е значење да има. Значење, автентичност, да биде свој, да има некакво, да му се исто и признание на некој начин, видливост. Меѓутоа тоа кај некои луѓе оди во екстремност, нели? Еве, глеме мене. Ако не ми давале од дома значење, јас ќе си дадам до значење. Така, секаде тоа ќе го покажувам дека за нешто ме бива, нешто сум подобар од другите. Тоа е тоа значење. И сега тоа исто може да биде, нели, дисфункционално, така? Затоа што ако тоа секаде го бараш на некој деструктивен начин, тоа за околината не е добро. Дали ти си ја живееш твојата автентичност, се прашање. Дали ти себе си знаеш кој си, што сакаш во животот, знаеш што правиш и си го даваш тоа до значење, ама не заради истакнување на себе си, Да. туку задоволување на таа потреба на автентичност. Меѓутоа, ако можам да те вратам поназад, што Ако? кажа кај детето во таа
безбедност, сигурност, кога таткото родителите го критикуваат, почнува да внимава како да живее, како да држи лице и цело време он е како роботче тоа дете или девојче. Тоа веќе на возраст од 20-30 години тешко да се запознае со својата автентичност. Ќе мора да почне да донесе една важна одлука во животот, личен развој, да го исчисти таа лојалност на нашите предци или на нашите, што таа реченица многу ме воодушеви што кажа ти во нашиот разговор. Зашто тоа се врти околу тоа. Сите овие основни човечки потреби се поврзани со лојалност. И ретко кој, значи поретко е луѓето нели да се освестат, да работат на себе и да ја задоволат потребата за развој. Таа е исто потреба. Како што е сигурност, несигурност, конекција, значење, автентичност, развојот е исто потреба. Зашто? Некој ќе праша. Супер ми деце. Зашто? Да, све се менува. Ние сме во постојан развој на промени и се. Тоа е животот, тоа е универзумот. Не можеме да делуваме со мантрата од пред 5 години. Да, знаеш, Фройд доста наприлува за оваа наша област, меѓутоа ја често знам, не ја, мојот професор, кај што јас сум учил, да каже, тоа е све супер. Меѓутоа Фройд е времето на парните локомотиви. Денеска е времето на смарт технологија, на авиони млазни и така натаму. Ова време бара нов одговор. Тоа е друг развој. Тоа е доволно причина да секогаш човекот постојано учи, постојано да инвестира во себе. А што викаат кај нас најмногу луѓето? Знам се, нели? Да, тоа е главна знам ја тоа. Јас се сеќавам пред 16 години, нели, со НЛП-то одев по фирми. Што комуникација? Па што ке ни е нас комуникација? Ние супер си комуницираме. Знам ја тоа, сум читал. А комуникацијата е многу сериозна способност која треба да се развива, не се учи во школа. Размена е тоа. Ама не е само да научиш како имаме и да испорачам мојата комуникација од тебе, да сум сигурен дека си ја разбрала, да знам дека си ја слушнала, да ми потврдиш, пред да ми одговориш, да размислиш, внатрешна работа, па да одговориш, а не да реагираш. Така да тоа е цел еден процес, така е. А не се учи никаде во школа. Прво, јас никогаш не држам тренинзи за комуникација. Држам тренинзи за комуникација со сам себе. Браво. Интересно. Пошто, ако ја не знам што предизвикувам кај луѓето, која потреба ја задоволувам, тоаш како од другите ќе барам. Луѓето кога бараат тренинг за комуникација мислат тие како да комуницираат со другите да ги научат како треба, нели? Не се да си. Да. Таа е другата основна потреба, развојот, и тоа зависи колку во семејството бил стимулиран развојот, нели? Како се носеле со промени нашите родители, со предизвици, како ги пречекувале промените, како се носеле со тоа исто нели влијае на тоа како детето ќе се развива во целиот животен процес. Другата, последната основна потреба е смисла. На моето постоење. Мислиш на тоа? Што и да правам, нели? Мора да има некако придонес, нешто да придонесува тоа и да има некаква смисла тоа. Ако ќе ги видиш тие првите 4, сигурност, несигурност, конекција, значење, тие се потреби на личност. Така е. А развојот и придонесот, смислата се потреби на душата. Тоа се системите. Тука ја само би додал, ние не го користиме во клирингот, терминот душата, него ние викаме индивидуата. Али е истото значење. Да, добро, тоа е. Значи, кај нас викаме како да го започнеме процесот на трансформација на личноста до индивидуа. Тоа се две големи разлики меѓу две особи. Исто се, супер ово што го кажа, затоа што ние едно исто збориме. Да, тоа сакам да кажам, точно. Тоа е проблемот. Се воодушевив оној пат него слушав во тебе, точно. И личноста не сме ние. Да. Тоа е нашето животно искуство, нашето образование, идентификувањето од кое семејство доаѓаме, каква материјална позиција имаме во општеството и така натаму. Тоа не е баш ангелоид. Да. Тоа се преземни работи во раѓањето таму кај што идела. А која е неговата мисија, која е индивидуата?
Тоа е една сериозна тема и сериозен процес на работа. Да, ме тоа е некаква, што и да правиш, мора да има некаков развој, нешто да се, нели, се менуваш, ти се менува околината, се менуваат потребите, нели, на околината, и тоа мора да има, ти све што правиш со твојот развој, тоа придонесува, како и да е. Нешто менува во околината. Ја кога се вратив од Холандија, нели, НЛП-то ќе го носам во Македонија, на големо ќе правиме промени, во министерства едно друго, нели, влагаш и гледаш дека таа мисија, нели, нема врска со реалноста, потоа викам поубаво од еден човек, Да се започне. да, и тоа се Степ бај степ, камчето во океанот, брановите се права, така да. Тие основни човечки потреби, нели, од таму почнува се. Нели, како всушност ние се развиваме понатака, дали се развиваме, дали ќе останеме само во тоа, пошто ако ги поделиш тие 4 овие две, се его и душа. Така е, личноста во превод е заменски збор за личноста е его. Да. Браво, така. А егото е супер. Замисли па да немаш До кој его. степен? Замисли да немаш его. Што ќе се случи? Нели, ако луѓето имаат преголема душа, а премало его, тогаш све ќе биде за другите. Да, сакам да кажам, влегува во зоната на наивноста. Да, а не ние можеш да... работејќи на себе стануваме еден вид дипломати, имаме Шенген граници, намалуваме, зголемуваме граница, флексибилност според интересите, целите, имаме црвени линии во кои никој не може да влезе. Така е. Да, значи, ако Меѓутоа, преголемо его, премала душа, идеме во другата во друг крајност. правец. Така е. Егото и Браво. служи на душата. За да можеме ние да се развиваме, да бидеме свесни дека тоа што го правиме има некаква смисла, придонесуваме, ние мораме исто така егото да го научиме, нели? Од каде црпам сигурност, како се конектирам со луѓето, која е мојата автентичност. Без тоа не може ова. Тоа е многу важно, затоа што имаш многу луѓе кои што медитираат, јога прават, не знам, на ретрити одат, а не го материализира тоа. Интересна тема. Зашто Да? тоа мислам некојаш за тоа? Зашто тоа Затоа што не го материализираат или баш не се ние реализираат? живееме, многу од луѓето живеат само хоризонтално. Значи работа, пари, материјални добра, да се ствара животот, нели, Но затоа отишол на ретрити, на медитација, на јога и не се реализирал. Ама чекај, Ајде. ма има и вертикала. Добро? Ти ако одиш на ретрити, само медитираш, кај ти е хоризонталата? Така? Што сакаш да кажеш? Тоа сакам да кажам дека ние, значи, хоризонталата ни е нашето секојдневие, тоа што живееме, нели, тоа што сме го направиле, што сме го материализирале, нели, во животот, меѓутоа ние мораме да бидеме и вертикално присутни, со тоа што вертикалата е таа присутност на душа, присутност на емоција, свесност за придонес, за развој, за смисла. Не е тоа само, нели, на ниво на его, на сигурност, на значење, на автентичност. Тоа е вертикалата. И сега, зашто е крстов, нели? Во средина е точката кај што ги спојува вертикалата и хоризонталата. Да. И тоа е важното, тоа е присутноста во сегашност. Многу од луѓето се заглавени или во минато, или во иднина. Така. Заглавени премногу во духовното или премногу во материјалното. Заглавени во емоција. Една иста емоција, нели, од некоја настан од минатото, постојано присутна, не може, нели, да се дисоцира. Заглавени во тело. Постојано проблеми со телото. Телото, значи, дека телото не ти ја следи енергијата на душата, на умот. Нема поврзаност. Како да е така настанало, туѓено и сврлено. Или не ги следиме симптомите на телото. Не знаеме да комуницираме со Телото кажува се. Што кажа прво да научам да комуницирам со себе. Да. И другото во што Така е. луѓето може да се заглавени е во содржина. Имаш луѓе постојано анализираат, бараат логика во се мора да биде објаснето. Тоа е заглавеност во содржина. Ја разбирам дека Ја нема ширината. Да. Излегувањето со содржината ни ја дава можноста да го промениме аглот на гледање на работите и да дојдеме до некој можеби подобар избор на одлука за нешто. Во таа разголемиме сликата. Така Затоа е. што ако ти си заглавен во содржина и за се бараш логика, објаснување, анализираш, тоа значи дека нешто друго не сакаш да видиш. Може би емоција, Така е.
може би нешто друго од твојот живот и затоа имаш потреба од анализа на се и се што. Да. Така да сега, сето тоа доаѓа од нашите сакани предци на здравје за предци. Да, што кажа, лојални предци. Се доаѓа. И Да. како Што е тоа сега, како тоа? системскиот коучинг, семејните констелации ќе помогнат да тоа низ тие предци ние не живееме, него да живееме автентичност. И тоа па и најважното богатство, да не го пренесеме на нашите поколенија. Да. Ние постоиме прво и основно поради нашите предци. Да не биле тие, така. им благодариме прво за животот. Точно. Да, тоа е Значи, факт. да, ние не го кажуваме како критика, да. Апсолутно. Точно, браво. И се што Што го правеле, води тоа. правеле со позитивна намера и на начин на кој што знаеле и умееле Во тоа време, во тоа тие услови, така е. Затоа што и ние знаеме да се критикуваме себе си зошто не направив така и така, не. Во тој момент си направила најдобро што си знаела и умеела. И тоа треба како факт да се прифати реалноста. Дали ти истото тоа ќе го повторуваш во иднина, тоа е твоја одговорност. Така, тоа е разликата. Да, така и нашите предци. Значи, системот, прво и основно, ние сите сме во некаков систем. Ние потекнуваме од фамилиарен систем, татко, мајка, дете. Тоа е првичното. Каква сум јас, зависи од тоа каков бил односот на моите родители, како партнери. И која е мојата улога во нивниот партнерски однос. Тука се измешани некојаш работите, детето застанува помеѓу родителите за да балансира нешто, Така. или превзема страна, или пополнува нечие место, ако еден од родителите не е жив, нешто се случило, или пак е емоционално недостапен. Тоа е првото и основното, дали нашите родители биле емотивно достапни. Тие биле присутни, меѓутоа може би еден бил вака, вика со скрстени раце и ти кажува како треба, што треба да правиш, Али се со со позитивна намера. Точно со Друг е скрстени може би со една рака на кај тебе, другата на половина, те гледам што правиш, ама еве тука сум ти за поддршка некако, има различни начини. Тоа пак они го правеле со најдобро што умели и знаеле. И се замисли, татко ми, например, мајка ми е од Егејска Македонија. Добро. Она веќе, уште кога била бебе, има травма, така? Така е. Да. Ако било во тој период, Да, на било. кој мислиш? Они да. како мала требало, си отишла од Егејска Македонија, трауми има тука, разделена со незините родители. После 9 години се наоѓаат прв пат, значи се спојуваат и тоа е травматично доживување. Татко ми ја изгубил мајка му кога имала 11 години. Кога имал 11 години, да. Татко ми се грижал за неговите сестрички. Значи, после татко му се преженил, па друга жена, па други деца. И тоа е травма. И сега, тие родители, мои родители, имаат различни убедувања за животот, кои ги изградили врз основа на тоа искуство животно, тоа што го доживеале, Да. раздвојување без родител Да. и така натаму. И сега за нив животот бил борба. Да, што реков на почетокот, Да. не игра, не магија. За мене исто така бил, се доека не се освестив дека уствари немам јас борба. Што се случи? Кој беше апчето или магичното сапче? Па констелации правев доста. Значи немало Тоа е магично исто сапче. процес, да, и освестуваш дека и ти се бориш, а всушност околината, животот сега, кога ние немаме потреба од борба, да бидеме искрени. Така, Да. знам, се Значи, согласувам. во друго време живееме. Достапни се многу работи. Зошто јас се уште се борам? Затоа што сум лојално дете на моите родители, така? Тоа сум го научил. И сега ако одеш една генерација поназад, било сосема поинаку. Од Егејска Македонија баба ми и дедо ми биле имотни. Значи, они работеле, баба ми одела в тоа време во Албанија да учи за медицинска сестра, дедо ми бил сладкар, татко ми биле сиромашно семејство. И сега, таа баба моја, што изгубила се, така, изгубиле се, изгубиле имот, изгубиле земја, морале да бегаат, таа беше, исто имало силувања многу, таа беше многу поразлична спрема женските или према машките. Да.
И тоа мајка ми го чувствувала од незе. Мајка ми имала големи, нели, трауми во однос на тоа баба ми како ја водела незе, како ги водела незините браќа, ама тоа е се од траумата. И јас сум толку благодарна што мајка ми никогаш не и се наљути на баба. До крај ја чуваше, имаше такво чувство дека благодарна е што она со незе како мало бебе избегала од војната, ја дала во Црвен крст, значи не го гледала тоа мајка ми негативно, тоа после неколку години нели го освестила и мајка ми тоа. Меѓутоа замисли тоа нас целата таа омраза која имала да ни ја пренела. Како еден убав пакет. Да. И ние да живееме по тоа, а тоа е пренесено. Да. Меѓутоа ти си работела, ти се Мајка ми го сменила тоа. и не доаѓа до тебе. Затоа е толку важно, јас викам, најголем поклон што еден родител може да му го даде на дете е да работи на себе. Зашто? Зашто? Затоа што ќе ги прекине. Ќе ги прекине системските динамики, се тоа и заплети, кои што нема семејство без заплет. Не постои. Ова е кажано како еден одличен гуру, секој Да. час Марина. Да, тоа е најважното, затоа што благодарение на Така тоа е. што мајка ми тоа на некој начин сум ја гледала, јас сум и се чудела како можеш да бидеш таква со незе кога она тебе нонстоп, нели, те обвинуваше за се и викавме, никогаш не те сакаше, нас не доаѓаше да не гледа, нели, баба ми, мајка ми стално викаше, мене таа ми е мајка. Нели, ме родила, сум била дел исто, била дел од мојот живот и јас сум од незе и јас тоа ќе го завршам како што треба. И тоа е преубавото, нели, додека кај татко ми ние често пати сме слушале, нели, татко ми, нели, ние со мајка ми сме били исто многу блиски, татко ми ќе каже, леле, блазе си ви, вие си имате мајка. Тоа е неговата болка. Да. Да. Ја таа болка на татко ми секогаш сум ја чувствувала. Секогаш било дел од мене тага. А јас реално немам потреба да имам тага. Моите се живи и здрави, имам брат, имам сестра, имаме внуци. Таа тага што јас ја носев долги години беше многу поголема од мене, од мојот живот. И пак преку констелација освестив дека тоа е лојалноста моја спрема татко ми. Така да тие работи. Значи, секој ќе видиш, ние сите... Значи, да? како што можам да разберам преку тие семени констелации, тој системски пристап, Да, ние не гледаме негативно на таа лојалност према таткото, Да. дедото, прадедото, него ние пробуваме преку таа работа низ тој ваш процес да дојдеме до лојалност на нас, на нашата душа, зашто да се ослободиме прво Прво од да се ослободиме. емоциите. Се ослободуваме од емоциите, затоа што, тоа е исто една реченица што стално ја кажувам, ние сме врзани. Да, треба да се ослободиме прво од емотивно. Ние не сме поврзани. Да. Ние сме врзани за емоционалните заплети. И кога ќе видиме, кога ќе освестиме што е мое, што е на моите предци, што е на да се моите родители, врати. всушност ти прв пат во животот ќе се поврзиш. Меѓутоа тоа вака звучи едноставно, тоа е исто процес, нели? Затоа што еве например сум освестила од кај ми е тагата и сега што су тоа, така? Да, што се тоа? Треба се навикнам да се освестувам себе си, да се фаќам себе си, кога ми доаѓа тагата, се прашам себе си, чекај, ова реално е сега што го чувствувам? Има ли некаква вистинска причина за тага или е нешто што ја се уште ми е во телото ми живее, нели? Тоа и преку телото треба да излезе. Не е тоа така, затоа што нашето тело памти се. Се запишува, точно. Се е запишано. Јас може да видам тажно дете и ја веднаш да се почувствувам тажно. Затоа што тоа ми е тригерот, така ми функција. Тоа сум го гледала кај татко. Да, акција, реакција, стимулас надвршен, да. Да. И твојот тригер го фаќа тоа и веќе те внесува во таа состојба. Сега замисли кај Емотивно, татко ми, душевно, да. например, системот, нели, на 11 години ја губи мајка му, татко му, нели, не знае кај, со мали деца, брат ми најстар, имале Благојче детенце починато, нели, исто и тоа исто баба ми од тоа сигурно исто има влијание, изгубила детенце, нели. И сега татко ми, дали е син се уште? Не, тој застанува на место на родител. Да.
И татко ми секогаш бил човек кај што се уште, кај што сите доаѓаат за совет, за прашање, за било што, затоа што тоа му е неговата улога од 11 години, неговиот живот како дете завршува, Да, почнува живот на родител, на неговите сестрички. И улога некаква на мајка, на татко, бидејќи татко му не бил исто веќе толку присутен. Значи, тоа е скроз поинаков живот. Да. Тоа е таа врзаност за траумата, нели? Сега татко ми нормално се е во години човекот, меѓутоа тоа е нашето важно, ние што ќе освестиме за тоа, зашто замисли ако јас продолжам како него, јас се ќе правам за другите луѓе. Да. Да. И сега да те прашам, работејќи на себе, ти си веќе одврзана, нешто и не се го превземала, работела од мајка ти, како што кажа пред тоа, и сега тоа што ги учиш твоите практиканти, таму организациите ќе ги оставиме за некоја наредна дружба, сега повеќе овој пристап партнерскиот, фамилиарниот. Која е твојата мисија сега? Преку се тоа што работиш, имаш ли мисија? Ја откри твојата мисија со ова се што го системски коуч, да. Јас живеам својата мисија, ова што го работам, јас си го чувствувам, тоа е дел од мене. Мене ова не ми е работа. Да, ова е дел од мене, што јас го правам со љубов, затоа што се има цена, тоа да се разбереме, нели? Така е. Да, се има цена. Затоа што секој систем, еби мојот систем со мојот центар, нели, бидејќи е мој бизнис, е систем. Како јас го доживувам центарот, дали ми е мене тоа напор, дали ми е стрес, ми било многу години. Јас сум му била љута на центарот. Да, затоа што се тоа, ние во било каква и да сме релација, тоа е се, нели, имаме размена на емоции, дали е тоа систем, да кажеме, со родителите, дали е систем на работа, дали е семеен бизнис. Се се заснова на тоа како ние ја правиме размената на информации, на емоции, се од тоа зависи. Еве, во семејниот систем, ние сме прво и основно, малце само да разграничам, семејниот систем е, ние сме доживотен член. Нема бегање. И во Австралија пресели се. Да. Ти секогаш ќе припаѓаш на твоето семејство. Сакал или не. Многу луѓе бегаат од нешто, од системот, нели, од нешто што се случувало, меѓутоа ние ќе бидеме доживотни членови на тој систем. Во тој систем зависи, има хиерархија. Се знае по датум на раѓање. Кој е прв, кој е втор, кој е трет, кој е четврт, и ти треба да си го знаеш местото. И според таа дата на раѓање, ние сите имаме големина. Не можам јас да сум, например, ако сум 30 години, да се однесувам како 50. Или како 15. Че не си во големината. Еве, се случува травматично искуство, еве, кај татко ми, тој веќе не е 11 години. И по хиерархија веќе не е првиот син. Туку станува родител. Тука веќе е заплет, измешано, кога хиерархијата според датум на раѓање ќе се смени. Со датумот на раѓање ние имаме место. Се знае дали си татко, дали си мајка, дали си брат, дали си сестра, што си. Дали си дете родено после абортус, после смрт, после нешто, или пред, или после, се знае местото. И тоа место никогаш нема да се смени. Предизвиците во системите се што местата се изместуваат, исто така. Например, мајката станува, да кажеме, мајка и на сопругот. Да, се случува. Да, тоа се случува исто, затоа што и таа мајка, жена доаѓа од некој систем каде што може да се случува. И после го живее. Да, другото што е важно, нели, како кажав, вакво времето, местото и размената на љубов. Во семејниот систем се работи за размена на љубов. Во организацијскиот систем се работи за размена на пари. И на информација, ништо друго. Да. Таму, например, хиерархијата е според договор, местото ти е според договор и тоа е менливо. Да, во некоја
приватна организација, јавна, да. Независно, кај да Фирма, си, и во корпорација, политика. точно. Да, така. Тоа е се по некаков договор или по избор, нели? А фамилијата по датумот на раѓање, По датум на раѓање, нема така друго. е. Да. Размената се како е правено, таму доаѓа се. Например, размената може да биде условена, љубов да се дава условено, значи мора нешто да направиш за да добиеш љубов, може да биде давана со страв. Јас све ќе направам за тебе, ти да не се мачиш, тебе да не ти е тешко, ти не знаеш, јас све ќе направам за тебе. И трето, најретко, безусловно. Тоа е тешка, Реткост, редкост. да, реткост. 0,01% на планетата може. Иако е условена, иако е страв, пак е со позитивна намера да заштитиш, нели се, меѓутоа до каде оди таа граница? До колку е тоа условено? Нели? Сакаш да кажеш? Не. Да. Така Колку е се условено, согласувам. колку е заштитнички, затоа што мене неколку пати ми се има случајно да ми се јави госпоѓа, нели, да каже детето има проблем со самодоверба, не знае што да прави, не се пронаоѓа себе си, ја ќе прашам колкаво е детето, 35 години. Да. Дете 35 години, значи можеби Не, јас се извинувам, викам госпоѓа, вие треба да дојдете на коучинг. Значи, да. И како господјата кога слуша таа информација, кој е нејзиниот одговор? зошто не се јави детето? Тоа не е дете прво, тоа е Тоа е маш. маш, така е. До кога детето го викате дете? Да, со самиот тој израз негде телепатски, енергетски дете, мажот станува дете. Да, И ја губи самодовербата. Он уште мисли да. па тоа е условена или Условена. размена имало со страв. Исто и екзистенционална лојалност е во семејството. Значи, ние сме лојални затоа што ни зависи лојалност, од таа лојалност што припаѓаме во тој систем, кога сме мали, нас не зависи животот, така? Да. Значи, таа е екзистенционална лојалност. Во организацијата е по договор. Да, тоа е голема Да. разлика. Сега, ако ќе земеш порано, нели, луѓето биле многу полојални, нели, во организациите во кои што работеле, а оваа Z генерација што ја викаат, тие се скроз поразлични. Нема, значи лојалноста е на сосема друго ниво. И тоа е таа развој, таа промена и сега треба секој да се носи. Да, нели, време со на тоа. промени. И са овие три работи што ги кажа, време, место и размена, ако нешто се случувало во семејството, дали е тоа конфликти помеѓу партнерите, родителите, конфликти со некој член од семејството, загуба на имот, загуба на пари, загуба на дете, абортуси, значи спонтани абортуси, се тоа заплети. И од тука веќе ништо не е исто во системот според хиерархија, место и размер. Да. И сега, што е поентата со констелациите, со И од таква системски? средина веќе тоа дете живее заплеткан живот. Да. Така не, да не, парафразирам. да, тоа е баш така. Живее уствари прави нешто за да донесе рамнотежа во системот. Значи, секој систем тежне кон порамнување, Балансирање. кон балансирање. И сега, например, татко ми, ја нема мајка му, тој за да го избалансира тоа, застанува на незино место. Да, сега те сватив. Да. Тоа е порамнувањето. И сега тоа замисли како оди, нели, во системот. Тоа истото го пренесуваш на работа, го пренесуваш во партнерски односи, затоа што тоа се вика наша несвесна улога. Која што, затоа кога ќе се случи нешто, ние се делиме на дел на траума и дел на преживување. Проблемот е што ние остануваме долго време во делот на справување со траумата. Не креираме здрав дел. Затоа кажав на почеток, луѓето остануваат заглавени или во анализа, analyzing, paralyzing, нели? Ќе го анализира проблемот цело време, уствари не може да излезе од тоа. Или ќе остане заглавен во емоција поврзана со траумата, Која ќе се врти. да, цикл. или телото ќе реагира, или не може да мрдне да застане во сегашноста, или е во минато, или е во иднина. Да. Затоа што не може Но да не се е во носи. сегашноста. Да.
Тоа е. Целиот процес е всушност, да, нема човек без траума, значи не постои. За што е траума, нели? За некој да изгуби работно место Така е травма, за некој, нели, да почине некој. Са пак тоа зависи од безбедноста, чувството што зборе. Од кај доаѓаме? Какви на што сме били лојални, какво да, така Да, е. да. И затоа после нели луѓето исто се носат со тоа, креираат некакви стратегии за справување. И тоа може да биде се. Таа стратегија може да биде да станам критичар, да станам заштитник, да станам менаџерот у фамилијата, да станам адвокатот, нели, у семејството. И верувајте дека според тие заплети од семејството ние бираме исто професија. Да, тоа е све поврзано, точно, точно. И лојалност према системот, нели? И така, животот е обликуван од нашата лојалност позади. Да. Да. И ние не можеме да дојдеме до таа автентичност, што викаш ти, од таа трансформација од личност до душата. Да. И чарето кое е? Па е вечаре. Да, цело време гледаш колку едноставно всушност. Да, многу убаво кажано и многу едноставно. Да, ако почнеш, ние малце на Балканот имаме таква една тенденција, мора тешко да е, мора да е напорно, мора да е драматично, мора да е кој ќе направиш системска. Јас сум многу едноставна во системските, значи не правам драма. Нема тука соочување со реалноста е прво и основно. Тоа секако. Да. Нели, почитување на тоа што нашите предци го направиле, затоа што ако не се случувале, еве, например, да кажеме, смрт во семејството. Ако, например, првото дете е починало, абортирано е или нешто се случило, ако тоа не се случило, второто немало да постои. Да, така е. Така е. Тоа е животот. Нели, са прашањето ова второто... Не си мене да размислам, меѓутоа ќе те слушам. Да. Второто, што треба да направи? Да одаде благодарност, затоа што тоа си заминал, за да му отстапи место. И тоа е толку еден убав процес, тоа не е драма, тоа не е не знам што. Тоа е едноставна размена, која што постојано се случува во универзумот, хармоничност, избалансираност, одавање почит и продолжување понатак. Затоа што јас сум имала многу случаи каде што луѓето живееле долго време, да кажеме, несвесно, со една нога во смрт, а со друга во живот. Смрт од лојалност од некој починат. Што значи тоа да живееш во смрт? Депресија, анксиозност, незнаење кај сум, се ќе тргнам, ништо не ми оди. Тоа се све симптоми кои што укажуваат дека има некаков заплет во семејството. И нив од лојалност не им е лесно да застане целосно во живот. Зашто ако јас го земам целосно животот, а мене некој требало да почине за да ми го даде, тоа на несвесно ниво е голем товар. Да, и е запишано, и е товар, така. Да, што треба да се ослободиш од него. Да. Да, и тоа е, уствари, тоа е, всушност, тоа е толку еден убав процес, толку нежен процес, со многу љубов, со многу емоција, со многу почит, кој што секој од нас е должен да го направи за сите оние што живееле пред нас. И за сите после нас. Да, зошто е тоа така? За да го ослободи енергијата, да ослободи на генерациите што добие доаѓаат. актуелната генерација вистинската шанса, фер шансата за себе, за својата автентичност, уникатност, таленти по кои ќе живее. Да. Не по товарот што му е пренесен. И треба да бидеме во тој дел, треба да сме практични. Значи, тоа не треба да се заглавува во содржина, да се збори за тоа. И затоа е коучингот многу ефикасен. Да. Затоа што е многу практичен, едноставен, зборам за системскиот коучинг, нели? Едноставен, Што е разлика практичен. коучинг и системски коучинг? Не те прашам. Па да, има разлика, да. Ајде. Види, сега ако гледаш, нели, психологијата и сето тоа, јас не сум психолог и никогаш не сум се декларирала како психолог. Јас применувам практична примената психологија. Тоа е коучингот, тоа е НЛП-то. Јас сум многу горда на тоа и гледам многу резултати од тоа и сум си во таа сфера.
Сега, нели, е многу модерно, секој некој е коуч, меѓутоа секој треба да биде свесен како се декларира себе си за коуч, затоа што за да бидеш ти коуч, треба да работиш прво на себе. Мораш Така да е. поминеш многу лични процеси. Ако си завршил психологија, 4 години на факултет, немаш пракса, нели? Тоа е све теорија кај нас најчесто. Извини, ама не си коуч. Или ако сака да биде психотерапевт, мора да одбере одредена школа психотераписка која исто трае 4 години, кај што е многу внесена таа работа на себе. Јас и моите травми, јас и моите граници, јас и моите партнерски односи. И ние така сметаме, извини што ти упаднав. Сметаме ако не ја одработам во таа моја школа темата моите травми. Да. Секој како што рече, нема човек. Сметаме дека јас како клирер, терапевт, човек за човечки ресурси, не можам да помогнам на некој што дошол кај мене со травма, бидејќи јас тоа не сум го одработил. Да. И тоа Можеш? само ќе се осети некаде, али ако ќе го работам на мене, низ тој процес на алатки и ќе го разрешам, јас сум за таа подрече. Да. Затоа што тоа е важното. Дали, зашто можеш ти да работиш коучинг на ниво на промена на околина, нели, некој сака нова работа или прави некакви промени во партнерските односи, промена на однесување, промена на стекнување на нови способности, освестување на лимитирачки верувања. Меѓутоа, тоа е промена. Тоа е промена. Системскиот коучинг е трансформација. Тоа е сосема нешто друго. Да се разбереме, значи тука не е тоа. А што кажам, што те прашав, мојата мисија да го прочитам, ги инспирирам луѓето да креираат долготрајна трансформација и чувство на припадност за да може да го создадат својот уникатен идентитет. Да. Мојата порака, промените се дел од животот. Да. Тоа е многу важно. Значи, тука затоа мора да се разграничи и системски коуч не се станува така. Значи, јас имам и системска коучинг програма, луѓето што доаѓаат, имам индивидуален разговор, колку работеле на себе, нели што е тоа има што предуслови. се случувале. Има што, тоа е одговорност. Не е тоа така, сега ќе дојде некој и сега нешто ќе импровизирам. Ја чекај полека. Значи, не се прави тоа на тој начин. Значи, тоа јас сум да кажеме професионален коуч од 2000 и која беше 4-та година. Меѓутоа, сега ако се сетам на почеток моите коучинзи, значи, тоа било импровизација на почеток. Си учел, нормално. Ама тоаш па такви клиенти ми доаѓале со такви теми, за однесување нешто, лимитирачки верувања и се. Како јас растам, како јас се надградувам, како јас поминувам низ лична трансформација, нормално дека јас сум спремна и прифаќам такви, нели, заплети, трауми, такви теми, затоа што знам да се носам со тоа. Знам да ги водам луѓето, знам да разграничам, меѓутоа тоа е процес. Значи, едно е коучингот, бизнес, екзекутив, лайф коучинг, како сакаш качи го, а друго е системски коучинг. Едно е тренер, друго е коуч. Тоа не е едно исто. Нели, са имаме некој држал тренинзи, нешто правил и одма е коуч. Чекај полека, значи, мора тоа пак да се разграничи. Има градација исто во тренерството. Дали си тренер кој што пренесува знаење или водиш луѓе во процеси? Да, браво. Јас сум системски НЛП тренер, не сум НЛП мастер тренер, не сум НЛП мастер тренер само. Јас сум системски НЛП мастер тренер. Значи и едното и другото. Јас и луѓе водиш низ процес и едуцираш тренери. Да. Водам луѓе, тимови, организации во процес на трансформација, не промена на симптоми. Тоа мене не ме задоволува. Да. Затоа што јас не сум исто да дојдеш да ти ги земеш парите на луѓето и промени и после да ти доаѓа треба секој 2 недели. Ти ако треба да доаѓаш кај мене секој 2 недели, тоа нешто не е во ред со мене. Не со тебе. Што, значи, не сум ти направила доволно трансформација за да можеш ти со таа трансформација еден одреден период од животот да си тераш. Меѓутоа, сад не те свати надобро, да. Секој 2 недели, меѓутоа и таа трансформација бара одреден временски период. Тоа е системски, да, ма системски. Дека вака ќе помисли луѓето, па бев 3 пати кај некого по 2 недели, па не се случи ништо. Затоа што системски не се менуваат работи. Да. Не е освестено заплетот, траумата, тоа. Вака
по времето гледам дека немаме уште многу Да? време. Ше за колку жал, има. брзо поминува. Летна. И секој што го имам прашање, кога се гледаме со моите гостинки и гости на кафе некаде, тоа толку тамо добро тој разговор делува и имам после еден притисок дали тоа ќе го задржам тука тоа ниво. Мислам дека се опфатив тоа што ние го разговаравме, што имав желба да те прашам. Да. Се би оставил на самиот крај дали има нешто што не сум те прашал, што е вредно да се спомне за нашите гледачи, мислиш дека е интересно да се понуди, без да те прашам од целиот наш разговор, дали има нешто што ми промакнало, не сум го а мислиш треба да го спомнеме, да го слушнеме. Има Сите уште ние. многу работи. Тоа знам, али со оглед на времето тоа знам. Епа, например, еве јас исто нешто си имав, нели, Да. запишано дека системот е движење. Системот е во постојан процес, затоа што работите се менуваат. Не сме ни истите луѓе. Ако сме семејство, децата растат, ние Да. една И година. најважно е, ние постоиме поради релациите. И ние сме такви какви што сме, заради релациите што ги имаме со себе, со другите и со контекстот во кој што сме. Одлично кажа. Да, и од таму тргнува се. Ако јас си исклучам себе си, им дадам значење на другите и на содржината, тоа е еден живот. Ако ја ги исклучувам Една верзија. другите, си давам себе си на содржината, значи е друг живот. Ако го исклучувам содржината, само се занимавам со себе, што рекле другиве, како кажале, и само содржина, не се занимаваме вистински, суштински со проблемот, тоа е друг живот. Значи, свесноста на тоа, каква е поврзаноста, релацијата со себе, со другите и контекстот, тука почнува, освестувањето. Да. Така да, за луѓево можам, например, за тие што не следат, што те следат тебе, прво да се заблагодарам, што отвараш оваа значајна тема, затоа што се тргнува од овде и кога ќе видиме исто и на колективно ниво, што се случува во Македонија, тоа не е случајно, тоа се доаѓа од генерации наназад. Во системската работа велат потребни се 7 генерации за да се исчисти траума, ако не се работи на тоа. Ако не се работи. Да. Па не се работи на колективно не се ниво. работи генерално, да. И ако земеш временската линија наша, ние секој од нас имаме временска линија, живееме во временска линија на семејството, со сите предци, живееме во временската линија на државата, и таа временска линија е многу значено што се случувало од 0 до 7 години, чувството на безбедност, сигурност и работи, се пренесува од 7 до 14, 14, 21, 27, 28, тоа се 4 основни. Ако во тие 4 основни фази не е направена промена, од 28 до 35 се повторува. Од 0 до 7. И така, натаму благодарам, многу убаво кажано, значи, вака како една главна порака, значи, секој што ќе не гледа, убаво е да се мотивира, ако не почнал да работи на себе, да работи. Тоа би било добра награда за него, но и за неговото поколение. Да. Но и за неговите предци, да таа лојалност на како лојални деца нашите предци да се заблагодариме, доволно беше да сме веќе лојални, време да бидеме лојални на нашата мисија, на нашиот живот. Да, што треба да направиме сите, да порастеме и да застанеме во годините во кои што сме. Крај. Да. Индивидуално, колективно како држава, ние сите треба да порастеме и да застанеме во годините во кои што сме. И од таа позиција, во сегашноста, да видиме што ќе земеме од минатото, а што ќе оставиме, и што ќе почнеме во сегашноста и што ќе пренесеме во иднината. Во иднината. Толку едноставно и нема потреба од философирање, така Браво. да секој да си се погледне себе си, затоа што промената започна со човекот во огледалото. Да. Благодарам, Марина. Прекрасен разговор. Да. Драго ми беше, се осеќав преубаво, одлични теми, одлични реченици изнесе овде. Стварно ова нема кај да се слушне. Да. До наредна дружба. Чувај ми се. Тера твојата мисија, реализира, шири ја меѓу луѓето. Да се пронајдат себе си, да идат по патот на успешноста.
Да. Не знам што друго да кажам. Тоа е. Ништо освен, да, животот ние растрчани го бараме на секаде околу нас, додека тоа е во нас, нели? Да. И само нешто надвор бараме. Така да еве овие Така е. разговори, вака и ти тоа што го правиш со подкастите е одлично, нели, за Да, луѓето. благодарам. Уште Узар уште одише подостап. полека, ама ние сме Да. упорни чекор по чекор, ќе си доеме тамо кај што треба, ќе расшириме нашата мисија, Тие точно. што викаат немам време, немам пари, немам енергија, се само изговори. Тоа е веќе живот во несвесност. Да. Когито ерго сум, вика, мислам, значи постојам. Јас го коригирам. Свесно мислам, значи постојам. А ако мислам, тоа може би мислам од умот и тогаш ја не сум свесен ни за времето, ни за ништо околу А мене. ја ќе додадам уште едно. Да? Дишам, значи после. Да, браво. Па тука можеме полека да Да, завршиме, да. да не имаш нешто да кажеш во еден збор. Во еден збор, па што знам, толку. Океј. Дечки, сите што ќе гледате овој подкаст или некој сегмент, поставете си го така, кога имате можност прашањето, што е животот за вас? Како би го објасниле? Наблюдувајте се дали во кога ќе фатите некоја тема ќе го употребите зборот се борев денеска, имав тежок ден. Таа борба да не асоцира дека животот е борба. Тогаш е време еден прашалник како да го претвориме животот во игра, да го претвориме нашиот живот во најубавиот свет, во рајската градина. Така да тоа е една убава тема за размислување. До нашето следно гледање, чувајте се, живеете на најубав начин што вас ви одговара и ве сакаме. Поздрав!